секогаш сите ќе ти викаат од страна дека ова нема да успее, зашто си го губиш времето, затоа што во почетокот практично никаква ти валидација немаш дека ти тоа што сакаш да го правиш, навистина ќе биде успешно. Па мислам дека не бев најдобар комерцијалист, затоа што работев во таква индустрија каде што исклучително важно беше посета на купувачи, потенцијални купувачи. Секторот во кој што работев бараше да седнам во кола, да седнам во комби, да идам, да нудам производи. Јас немав дозвола. После една недела работење, работев за него, ме вработи. Он ми на мене прати $100. Добре дојдовте во новата епизода на Bizcast. Во новата епизода го имаме за гостин Дарко Давковски од Growtira и ќе разговараме за што ако не за продажба и се разбира америчкиот пазар, менталитетот во Европа е истичано пред се. Добре дојде, Дарко. Фала ти, Петар. Драго ми е што сум тука као гостин на твојот подкаст. Се надевам дека и верувам дека ќе имаме прекрасен разговор. Традиционално прашање. Дали имаш до сега гостувано на некој подкаст? Ова ми е втор пат како доаѓам на подкаст. Прво моје појавување на подкаст беше кај Иван од How to Make It from Macedonia, или како да успееш од Македонија, така да втор пат сум на подкаст. Немам некое екстензивно искуство позади мене, а мислам дека ќе се снајдам. Трема не. Искрено не, затоа што јас го доживувам ова како муабет меѓу мене и тебе. Публиката која што ќе го следи ова, се надевам дека ќе научи нешто, ќе биде инспирирана, ќе биде мотивирана за да превземе некои чекори во својот живот. Кажи ми, ти работиш посебно со амерички пазар. Во Америка веќе подкастите се нешто нормално, па и кај нас секој втори има подкаст, вклучително и јас. Така да, што мислиш, како луѓето го перцепираат подкастот таму и овде? Ова е супер прашање. Мислам дека перцепцијата за подкастот е иста. Без разлика каде и да се наоѓаме. За луѓето кои што следат и слушаат подкасти. Мислам дека подкаст е доста интересен и, како да кажам, забавен начин да научиш нешто, да дознаеш нешто повеќе за некоја тема, за некој лице, за нечие искуство. Така да мислам перцепцијата околу тоа, околу формата на самиот контент, на медиумски, е иста. Сега популарноста, мислам дека е тука постои разликата. Како ти што кажа во не само во Америка, ајде да кажеме во западниот дел од светот, се доста популарни. Гледаме дека, пример, што знам, Джо Роган као врвот на подкастот има таква платформа креирано, таква моќ креирано, каде што може да влијае врз огромна маса на луѓе со тоа што ќе го презентира на неговиот подкаст. Дали е тоа гост, дали е тоа идеја. Меѓутоа, мислам дека сцената во Македонија, посебно, конкретно, се развива, има доста подкасти, има и група на подкасти кои што се со добар квалитет, со одличен квалитет, и сметам дека е нешто кое што е многу битно и се надевам дека сите кои што го правите ова, дека ќе продолжите, ќе истраете во сите предизвици кои што ги носи ова. Пак е на некој начин работа, пак е на некој начин ангажман кој што си бара енергија, си бара посветеност. Така е. Сега да започнеме твојата приказна. Што те тебе натера да се вклучиш во америчкиот пазар? Односно, кој е твојот бекграунд? Дарко, какво детство имал? Дали уште од мал сонувал дека ќе биде на некој надреден, сака да води тимови, да биде лидер? Што би бил кога ќе пораснеш? Дали сметаше дека ова ќе бидеш сега што си? Да, секогаш сум бил фасциниран од бизнис, од предприемништво. Сум раснел во такво окружување, каде што сум гледал како се развиваат предприемачи. И секогаш тоа ми било фасцинантно. Никогаш не сум го доживувал како некој, како кога ќе пораснам, сакам да бидам бизнисмен, сум го немал тоа, баш напротив, памтам, во детството не сум имал некоја идеја како што сакам да бидам кога ќе пораснам. Многу деца викаат, кога ќе пораснам сакам да бидам доктор и знаат дека од 7-8 години дека ќе бидат доктор.
пример, и се трудат кон тоа. Јас сум го немал тоа. Меѓутоа, средно школа бев, втора, трета година отприлике, и го гледав филмот Wall Street со Чарли Шин и Майкл Даглас, Гордон Геко, Greed is Good, каде што се тоа ми беше фасцинантно, да работиш на берза, да бидеш брокер, да работиш на финансиски пазари, и у тој момент сватив, окей, јас сакам ова да бидам, сакам ова да го работам, и поради тие причини запишав факултет, економски, финансиски менеджмент, каде што мислев дека сакам да бидам брокер на берза. Меѓутоа, после некое време увидов дека ситуацијата во Македонија, барем во тоа време кога јас студирав, сега не сум кој знае колку возрастен, меѓутоа ова станува збор за некои пред 15 години, се уште ги немавме тие можности да работиме на финансиски пазари надвор од Македонија. Се беше во Македонија и сватив на кој начин функционираат работиве овде, и едноставно на некој начин изгубив интерес за самата струка, самата професија на финансиски, да работам на финансиски пазари. Не завршив факултет, не дипломирав, заминав после факултетот во Црна Гора, и таму се вработев као шанкер, без да имам некое претходно било какво искуство као шанкер. И ми се допадна животот таму. Останав, работам напорно, се залагам за тоа што го правам, сакам да бидам најдобар во што и да правам. Го увидоа тоа сопствениците на компанијата, и за многу брзо време ме промовираа најпрвин во менаџер на барот во кој што работев во вински бар, а после тоа станав и менаџер на целата компанија, каде што оперирав вински бар, ресторан, 2 продавници за вино во Црна Гора, и тоа ми беше едно прекрасно искуство. Први работно искуство? Прво работно искуство ми е кај вујко ми во железара, во продавница, каде што преку лето кога завршува школската година, имав можност да заработам джепарац кој што го користев за излегување, за такви работи. Така да тоа ми е прво работно искуство и на некој начин прв допир со продажба како професија, како нешто кое што може да се развива човек во. Кога се враќаш овде? Кога напушташ работа како менеџер? И тоа не овде, не во Македонија. Како? Не си овде во Македонија менеџер, така? Не, во Црна Гора работам како менеџер. Кога напушташ таму позицијата и зошто ја напушташ и се враќаш овде? Затоа што заради временски услови. Затоа што, например, Црна Гора, јас живеев во Котор, работев во Котор, прекрасно место, магичен град, за секој кој бил, нека иде пак, кој не бил обавезно да отидете во Котор. Преку лето е на вистина прекрасен. Меѓутоа, климата преку зима прави да тебе ти врне со месеци. Јас успеав да издржам една зима, каде што буквално 35 дена врнеше без престан, и сватив дека не можам да издржам втора зима повторно, бидејќи све станува многу, како да кажам, као депресивна целиот град, нема туристи, празно е и само ти паѓа дожд. И од тие причини решив као окей, нема да останам да живеам веќе тука, се враќам назад во Македонија, се вратив во Куманово и се вработив во компанија на фамилиарен пријател како комерцијалист. И како е искуството во комерција? Мислам дека не бев најдобар комерцијалист, затоа што работев во таква индустрија каде што исклучително важно беше посета на купувачи, потенцијални купувачи. Секторот во кој што работев бараше да седнам во кола, да седнам во комби, да идам, да нудам производи. Јас немав дозвола за возење, така да не можев тоа да го правам самостојно, морав да чекам кога некој иде негде па да ме носи и мене, така да сето тоа беше пречка за да бидам успешен како комерцијалист. Меѓутоа, едно нешто кое што го работев во таа компанија, станува збор за сериозна компанија од Куманово, е дигитализација
бев задолжен за имплементација на ERP систем, иако немав никакво претходно искуство со тоа. Меѓутоа, самата таа имплементација на таков систем во компанија која што прави милионски обрти, беше ми овозможи да се запознам со буквално сите функции во една компанија. Од операции, до финанси, до IT, како све тоа е поврзано и како тоа функционира. Така да тоа ми беше едно многу важно искуство за да сватам на кој начин функционира бизнисот како целина. Така да тоа ми беше некој, нели, како да кажам, хайлайт во моето работење во таа компанија. Дали сметаш дека луѓето што доаѓаат од комерција посебно се добри во продажбата? Бидејќи, како што напомена и ти, ја имам лично, тоа е моје мислење, дека секој што доаѓа од комерција знае како се продава. Бидејќи тој го има еден на еден моментот со потенцијалните купувачи. Па да, као комерција е продажба. У суштина, тоа е функцијата на самиот комерцијалист, за да има вештини како да најде нов купувач, да има вештини како да одржува релации со постоечкиот купувач, како да направи стратегија за како на постоечкиот купувач да му понуди повеќе производи кои што се комплементарни, и така да тоа се вештини на еден комерцијалист. Комерцијалист е у суштина продажба. Тоа е, нели, имаме подобро име за продавач, меѓутоа тоа е функцијата, тоа е суштината. И сега, од комерција ти одиш веднаш како фриленсер или? Не. Интересен момент е да се навратам имплементацијата на ERP системот и сега, нели, викам, окей, сватив како функционира бизнисот во целина, така да можам да почнам мој бизнис. И започнав мој бизнис, најпрвин почнав да увезувам од Србија наочари за сонце, очила за сонце, направени од дрво, рачно изработени од дрво, кои што на мене лично ми се видува као многу интересен, многу иновативен продукт и мислев дека на пазарот во Македонија ќе направам бум. Бидејќи тоа не постоеше на пазарот во Македонија тоа време. И почнав да ги увезувам тие очила за сонце, после почнав исто преку Србија да увезувам спешалти еспресо, спешалти кофи. Ова е 2016 година, пред воопшто во Македонија да постои спешалти еспресо и спешалти кофи како нешто. Отворив локал во Скопје на улица Македонија, каде што продавав високо квалитетно кафе, гардероба од македонски дизајнери на накид, на облека, и во склопот на тоа имав и као кафе бар, така да имав концептуална продавница во центарот на Скопје, каде што пробував да направам фузија, да спојам мода со на некој начин хедонизам или некои високо квалитетни кафиња, пијачки и слично. И што се случи? И банкротирав. Зошто? Затоа што и тоа ми е една од првите лекции во бизнисот, многу е скапо да едуцираш пазар. Пример, денеска ако поминеш во Скопје и во било кој град во Македонија, имаш спешалти еспресо. И сите пијат сега веќе чиста арабика, као тоа е веќе као нормална ствар. Меѓутоа, кога ние тоа почнавме да го правиме, пазарот се уште го бараше класичното еспресо, каде што, нели, треба да има пена, треба да горчи, не смее да биде кисело и слични работи, и од тие причини многу малце луѓе ни се враќа, мислеа дека, нели, не им чини кафе во новие, као не е тоа што ние сме навикнати. Така да причината е што е многу скапо да едуцираш пазар. Треба да имаш капитал за да можеш да го издржиш целиот тој простор на едукација, каде што после тоа ти излегуваш како првиот иноватор, како пионер во било која област, без разлика за што и да станува збор. Дали е исплатливо во Македонија ти да го едуцираш пазарот? Да фактички изгориш толку многу финансии? Врз база на волуминот на пазарот? Мислам и ова е супер прашање и никогаш не сум размислувал што би бил јас одговорот. Од мое лично искуство, бидејќи нашата дејност е таква да требаше ние да едуцираме пазар за кратка форма на содржина и требаше да поминат 2 години, 3, додека
други луѓе плюс не се вклучија во целиот систем да почнат да ги прават тие кратки форми на содржини, за на крај да ги бараат од нас, а додека ние ги нудевме и ги едуциравме, слушай, биди првиот што го правиш тоа, никој не се нафаќаше. А потоа, еве, сега веќе сме 25-та, ние функционираме од 22-та, веќе се е преплавено со кратката форма, со рилсови. Так. Види, мислам дека доколку доколку имаш капитал и да е капитално интензивно, мислам дека секогаш се исплати да едуцираш пазар, затоа што во некое време пазарот фаќа чекор со тоа што е ти што го правиш и ти си пионерот. Ти си тој што се поставил. Меѓутоа, тоа е многу макотрпен процес. Дали се исплати? Мислам дека да. Меѓутоа, битно е целиот тој процес да се издржи. И потоа, што се случи? Еве, првенствено ме интересира твојот мајндсет во моментот кога ти банкротира фирмата. Што се случува со тебе? Прво еден месец лежиш у кревет, не знаеш што се случува со тебе, затоа што си имал некој сон, нешто си сакал да направиш, тоа све се руши. Кога банкротираш, заглавуваш финансиски, тоа значи дека си должен пари, поддобавувачи, пријатели, банки, финансиски институции, нефинансиски институции, и едноставно доживуваш момент каде твојот свет е срушен. И тоа е еден период низ кој што човекот, сите поминуваме низ тешки периоди, без разлика дали се од таква природа или не, меѓутоа тоа е еден период каде што волјата, силата на човекот е ставена на тест. И прашањето не е дали ти тоа ќе го поминеш секако, прашањето е каков човек ти ќе излезеш после тоа. Така да почетокот беше тоа, као месец дена сум буквално у некоја форма на депресија, меѓутоа после тоа доаѓаш до момент каде што нели викаш окей, као што ми вреди ако сум во депресија, као не добивам ништо околу тоа, проблемите си стојат. Значи единствен начин да ги решам проблемите е да почнам да се занимавам со нив. И во таа некоја, како да кажам, во тоа некој размислување, сватив дека за да можам да излезам од финансиската дупка која што сам си ја ископав, не ја некој направил за мене, ми требаат пари. У суштина. И онда сватив дека окей, ако ми требаат пари, треба да заработам пари. Како да заработам голема количина или поголема количина на пари, да не е просечна македонска плата, ама ми треба работа, не можам повторно да влезам во нов бизнис. И во тоа размислување има две опции. Или јас да идам во странство и да работам на некои проекти, да не можев да возам камиони пошто немам дозвола. Така да тоа ми отпаѓа. Или да најдам начин како странството да го донесам овде. И брат ми имаше профил на Upwork, сите предпоставувам сега е веќе популарно, меѓутоа во тоа време не беше толку популарна платформа за фрилансери. Тоа 2016, така? Ова е 2016, 2017, извини. И се вклучувам на Upwork преку профилот на брат ми и окей, што имам ја како вештини? Мислам, знам англиски да зборам, имам имплементирано софтвер, така да имам и тек сави сум, разбирам технологија и толку. Не знам графички дизајн, не знам програмирање, не знам ништо друго да работам освен тоа. Океј, ќе барам работи каде што се бараат тие вештини. Пуштам 30 апликации и онака ги бирам апликациите, не пуштам бидејќи прес ке правевме муабет и мислам дека ова е многу голема грешка за голем број на млади луѓе. И каде што ќе ги погледнат оглас и ќе аплицираат на све, без разлика дали имаат или немаат вештини, тоа е на некој начин као непродуктивно трошење на своето време и на времето на другите луѓе кои што би ја разгледувале таа твоја апликација. Така да бирав каде аплицирам, аплицирав на 30 места, на 2 места ме примија, ми дадоа шанса, избрав да работам со еден од тие двајца, тоа е мојот кофаундер, Ендру, и после една недела работење, работев за него, ме вработи, он ми на мене прати $100. И тие $100 беа turning point во мојот живот, каде што, окей, некој кој што го неам запознаено,
не знам како изгледа, сум видел слика од него, но мене ми прати пари. Како може повише пари да ми прати? Што треба ја да направам за да заработам повеќе пари? Среќата моја во тој момент е што покрај тоа што работам за него, он се нафати да ме менторира, да ме научи на основите на све ова што го правиме заедно. И многу сум заинтересиран и секогаш читам многу книги, personal development ми е, личен развој ми е многу драга тема. И има еден лик, починат е Джим Рон, он е еден од, како да кажам, најбитните лица во светот на личниот развој. Он има една многу интересна поговорка која што вика дека ти не си платен за колку време работиш, ти си платен за вредноста која што ја носиш на пазар. Така да колку повеќе вештини градиш, колку повеќе се надградуваш сами од себе си, твојата вредност на пазарот почнува да расте. И тоа го сфатив како многу сериозно и почнав многу да учам, да се надоградувам себе си во продажба, посебно на американски пазар, нешто што беше непоимливо за мене, каде што после некое време, после една година од соработување со Ендру, каде што ја работам директно за него, имав доста успех, он вика, абе, каде е тоа Македонија, од кај што си ти? Викам, тука, северно од Грција, не како да објасни. Под сонцето. Каде да објасни каде е Македонија на странец. И вика, има ли уште луѓе како тебе таму? Викам, има. Супер, вика, задутре доаѓа. Дојде во Скопје, слета, и јас сега очекувам бизнисмен, пошто имам само видено слика од него. Се немаме видено на камера. Значи имам слика видено на него и сме збореле на телефон. Телефонски? Аудио. Година дена со работка се немаме видено на камера. Работиме исклучиво еден со друг со аудио. А сликата која што имам од него е во кошула со вратоврска и го чекам да дојде и доаѓа лик кој што има толкава брада со гитара на грб у јадранка. Хипик. А ја умеѓу време додека работев со него, почнав да работам и со една германска фирма како проектен менаџер. И он доаѓа, јас давам отказ во германската фирма. И на сопругата, тоа време беше девојка, која што помина со мене низ целиот тој процес на банкрот и на сето тоа Тоа е добро, паѓање и кревање, поддршката, да. И човече, сега на сите треба да им кажам дека оставам работа која што ми е сигурна, која што ми е добро платена, каде што веќе полека, но сигурно почнувам да застанувам на нозе, каде што јас сето тоа ќе го оставам, ќе почнам нов бизнис со некој лик кој што е хипик. Ама се решив на тој чекор и 2018 година го стартавме ова што денеска е Growtera. Така да малце подолго објаснување за нели моите почетоци, меѓутоа ова е најконцизно што можам да го склопам. Како до овде. Сега, малку ќе те навратам сега на 2017-та, се дешава банкротот. Отприлика колкава сума беше во минусти? Околу 70.000 евра. Браво. Да. Да. Машки. Да, машки, без некоја посебна поддршка. Нели, повторно, тоа е едно искуство кое што ме направило да бидам све ова што сум денеска, така да воопшто не сум како да кажеш да се каеш за некои грешки или за што и да е. Во еден период се каев, као што ми требаше ова, не ми требаше, нели, меѓутоа постоја време викаш као па ова ми е дадено на мене како искуство, за да можам да научам нешто од него. Така да тоа. Сепак види. 70.000 не е мал сум. Не. Замислам, за некој кој што ги нема, позајмени Так. треба еднаш да се враќаат. А што се случува со околината? Како околината, еве спомена сопругата, што ти е сега во тој момент девојка, како меѓусебни односи, зборам, емоционално, бидејќи ти во тој момент сигурно, моје видување, не си бил фокусиран ни на врска, ни на
фамилија, ни самиот на себе не си знал каде тераш. Како во тој момент се справи со сите тие предизвици? Тие предизвици, таквите ситуации, и се надевам дека може сигурно има некој слушател, некој кој што ќе го гледа овој подкаст, кој што ќе го слуша, кој што се наоѓа во тешка животна позиција и ситуација. Сите тие ситуации ти се дадени на тебе за да ти покажат што и кој околу тебе е битен и кој е вистински тука за тебе. Така да едноставно во тие моменти сфатив кои се вистинските пријатели, кои се вистинските вредности кои што човек треба да ги има во животот и кој тебе навистина те сака безусловно, безрезервно. Така да кога го увидов тоа, многу полесно ми беше да продолжам низ животот и од денешна перспектива, повторно, тоа искуство ми помогнало да сватам и на кој начин како да ценам луѓе со кои што соработувам, со кои што се среќавам, кои што се во мој круг, кого да имам блиску во мојот круг, кого да држам на дистанца. Така да тоа. И сега, ти требаше, речи си, 1 година за ти да направиш рефреш? Да. Се случува тој рефреш. 1 година. Ми требаше да направам рефреш. Се случува тој рефреш и таа 2018 ти доаѓаш со нова идеја и ја почнав нов бизнис. Да, и морав, например, моите дома, морав да, не сум горд на ова, меѓутоа у тој момент тоа беше решението, морав да кажам дека Ендру веќе има вакви бизниси во други држави, во Чешка и во Полска, и сега прави операции во Македонија. Не можев да кажам као и овој луд предприемач као мене, као ќе пробаме нешто заедно да правиме. Морав да имам таква некоја приказна, за да барем за да го немам тој притисок, нели као еве што случа бидејќи кога си предприемач, кога почнуваш нешто ново, ти имаш сета енергија внатре во себе, ти го имаш целиот сон. Никогаш околината не е на исто ниво со твојата енергија. Секогаш сите ќе ти викаат од страна дека ова нема да успее, зашто си го губиш времето, затоа што во почетокот практично никаква ти валидација немаш дека ти тоа што сакаш да го правиш, навистина ќе биде успешно. Буквално немаш никаква валидација. Борба е да доеш до прв клиент, до први пари, до прв работен, после имаш прв работен, па на крајот треба да дадеш плата на вработен, па дали ќе остане за тебе да има за плата и слични работи. Така да у почетокот тоа е битно да знаеш како да се заштитиш од негативните реакции околу тебе на основа на тоа што ти го правиш. Негативните реакции не значат дека тие луѓе не ти сакаат добро, они најчесто тоа се блиски кои што ти сакаат добро. Меѓутоа, тоа што е добро во нивна слика за тебе, не секогаш е навистина најдоброто за тебе. А колку го намали кругот на луѓе? Или порасна, зборам блиски луѓе, кои што еве ќе ти значи нивното мислење. Кој го слушаше во тој момент, а кој не? Од кој се заштити максимално, од кој деломично? Па и ич. Така. Ги тргна. Тргнав голем број на луѓе. Ставив голем број луѓе на дистанца, не ги тргнав, нема потреба да нели. Меѓутоа сватив дека кругот на блиските пријатели се една шака луѓе. Не се многу. И ден денес ќе имам одлични релации, се слушаме на дневна основа. Релацијата со блиските, со вистинските другари е многу битна. Релацијата со семејството е исклучително битна, тие врски мора да бидат здрави. Така да од голем круг на пријатели дојдов до мал круг на вистински пријатели кои што знам дека нели ако утре ми треба нешто што се вика народски кажано 2 сат по полноќ, дека знам дека тоа лице ќе биде тука за мене. И исто ја би бил за него. Тоа е нели вистинското пријателство. И сега започнувате Growth Era, 2018 година. Како изгледа тоа? Еве, Ендру дошол од Америка, тој секој пак ќе земе, но ти остануваш овде. Како ги поделивте финансиите, делот со, оке, ти си одговорен за тоа, јас сум за ова. Како изгледа тој процес? Порано,
размислував исто како што размислуваат и сите млади луѓе кои што сакаат да почнат бизнес, дека за бизнес ти требаат пари. Причината поради која што у претходниот бизнес заглавив е заради тоа што оперирав со таков мајндсет дека за да почнам нешто мене ми требаат пари и дека треба тоа прво нешто да го направам целосно пред да го пласирам на пазар. Од Ендру научив една филозофија каде што за бизнес ти треба да имаш муштерија. Парите се во муштеријата. Некој друг на пазарот ги има парите кои што на тебе ти се потребни. Како ти ќе го најдеш него? Тоа е тоа што ние го уствари правиме како компанија, помагаме на различни фирми баш ова да го прават, меѓутоа на ист начин почнавме и ние. Седнавме ние двајцава, го почнавме бизнисот со $0. Значи, не почнавме ние со некоја си инвестиција од илјадници или десетици илјади или стотици илјади или милиони, не бит. 0. Значи, што имаме? Имаме лична инвестиција од $10 каде што купуваме Skype, телефонски број за да звониме во Америка. Седнуваме и правиме, поставуваме хипотеза, теорија дека овој сегмент на пазарот може да не бидат муштери и се јавуваме у тие фирми. Здраво, јас сум Дарко, се јавувам од Next Sales, тоа време компанијата ни се викаше Next Sales. Ние правиме ова и ова и ова, имаме операции во Источна Европа, а ние операциите ни се Airbnb стан, каде што имам уште двајца дечки кои што работат за $200 месечно, значи ние ги плаќаме, не знаеме од кај ќе стигнат пари. Ние правиме тоа, имаме операција, операциите се Airbnb стан, каде што седиме четворица, покриени сме со кебиња, за да нема ехо во станот кога звониме на телефон. И така стигнуваме до првиот муштерија, до вториот муштерија. После тоа Ендру си заминува во Америка, Airbnb-то веќе го немаме. Треба да се преместиме да имаме канцеларија. Идам јас дома кај девојка ми, сега сопруга. Викам, знаеш, ке дојде тој колегата да работиме од дома. Океј, 1-2 дена. Викам, ај ние дневната, така и така, што ке ни е? Ке ја направиме да биде канцеларија. Океј, ја направивме дневната да биде канцеларија, почнавме да се ширим, имавме 7 луѓе, и дневната стана канцеларија. Значи, жена ми се враќа од работа, влегува дома, дневната има бироа, значи имаме Добар ден, колеги, добар. И почнавме така, почна бизнисот да ни работи уште повеќе, ни треба втора канцеларија, а живееме у трособен стан. И викам, што ќе ни се 2 спални? Ај таа другата спална ни треба, и таа другата спална и неа ја направивме канцеларија, и јас и Сања живееме во една соба, практично во канцеларија, каде што тоа ни е спална, дневна, трпезарија, тука функционираме и секој ден доаѓаат, имавме 14 луѓе у тој период кои што работат тука од канцеларија и беше многу лудо, многу интересно за да се доживее и да се види. И сега ситуацијата кога се работи, ти живееш таму, спиеш, стануваш утринот. Треба само да се пресорчиш туши растрееш рутински, нели, морнинг рутин, и треба само да се префрлиш во другата просторија и да почнеш да работиш и тоа е канцеларија. Имам го тоа доживеано, затоа им е интересно. Лично јас не успеав да се справам со моментот, човек, јас пијам, јадам, ја не го доживувам тој простор како канцеларија. Сите други кои што ќе дојдат се на работа, се осеќаат како се на работа, на мене е како јас сум дома. Па да, види, тоа е сега и предизвик од денешна перспектива, нели работа од дома веќе е многу нормална ствар, тоа ја зборам 2018 не беше. Да сум сам и да треба да работам, е окей. Ама сега ние сме тука цел ден екипа, работиме, тие си идат, ја останувам, сега јас например ако имам работа, треба да си доработам мојата работа, пак се осеќам како сум дома. Разбираш, тоа е како мајндсетот ми работи како дома сум. Не е исто чувството кога треба да станам сабајле,
се спремам, одам некаде на работа, канцеларија или не е битно каде, и се враќам, треба да седнам да сработам. Мајнцетот не знам како да ти опишам. Како се справи со тоа, во оваа соба спиеш, утрената одиш во тоалет, се средуваш, само менеш просторијата, овде ти е канцеларијата. Имаш цел. Сакаш нешто да постигнеш. Кога имаш цел, кога сакаш нешто да постигнеш, не е битно какво ти е обкружувањето. Луѓе постигнуваат успеси од места каде што нема никакви услови. Така да мајндсетот е тоа што ти го креираш. Има разни трикови кои што може да ти помогнат за да се ставиш ако сакаш нели во тој мајндсет, пошто нели не е секогаш едноставно. Мој трик и кој ден денеска го користам, работам од дома. Пак ремоут компанија сме. Е, например, ако сакам денеска да бидам ултрапродуктивен и имам битни состаноци, јас ќе станам од сабајле, ќе облечам кошула, ќе облечам панталони, ќе облечам ципели, без разлика што јас не го напуштам тој стан. Меѓутоа, на моето тело, на мојот ум, му давам сигнал дека денеска е сериозен ден, затоа што денеска имам нешто. И го третирам тој ден како сериозен. Така да тоа е еден, како да кажам, као трик кој што може било кој да го користи кој што работи од дом. Денеска не ти се работи, имаш битен ден, стани, среди се како да треба да идеш во канцеларија на најбитниот состанок во животот. Ќе видиш како моментално мајндсетот ти се шифта во друг мод. Еве ја што правев, едно од тие работи, триковите, ја го користам истиот, па макар и да е сабота, ако треба да работам или недела, Да. истото го правам. Во ситуација кога работевме од кај мене дома, беше, ај сега ќе буквално собата ќе ја направам да биде канцеларија, па табли за пишување земав и слично, не идеше. Како, мислам, се функционира, ти гризаш секој ден, ама пак се чувствуваш како, уште сум дома, човек. Они си идат сите, јас сум пак овде. И на крајот додека не земавме стварно од канцеларија да работиме, јас се осеќав како затворено, како не можев тај момент да го, тебе што викаш, да се справам со моментот како иако имаме нови клиенти, се шириме, има работа, е супер. Повторно имав момент како не е тоа. Сакам канцеларија, не сакам од дома, од кај мене да работиме. Тоа ми е како дома сум. Да, види, тешко е, не можам да кажам дека е едноставно. Колку време функциониравте така? Година и пол. Браво. Година и пол функционирав така и кога излегов, кога се преселив во стан, јас излегов, пошто требаше и третата соба да се направи во канцеларија. Више нема кај да идам. Трета не ни треба, слушај, што ни треба. Така да тој стан прерасна во канцеларија, јас и сопругата се преселивме во друг стан и тогаш имав еден период од 2 месеци, 3, така нешто ќе му дојде, каде што имавме канцеларија. После фати корона. И толку. И почнува ремоут. Да, и почнува ремоут и не се вративме веќе во канцелари. Ремоут компанија сме, имаме луѓе од Македонија, од Косово, од Србија, од Никарагва, од Панама, од Мексико, така да и да сакаме да имаме една канцеларија не може да се соберем. Да, тоа сепак зависи од дејноста, нели, во Така. која се, така да ви дозволува. Сега, Growthera се занимава со се што е outbound. Така. Вие започнувате со инвестиција од $10 лични и како ги најдовте тие лидови за почеток? Дали вие на Google Maps ги пребарувавте, купивте, не знам, софтвер? Па немаме буџет, немаме пари. Ги наоѓаме на тоа што на пазарот овде е познато како златна книга, такво нешто постои во Америка. White pages имаш, каде што можеш да бараш индустрија, по град, по држава, по нешто, за да ги најдеш имињата на фирмите и ако си среќен нивниот вебсайт и телефонски број, ако не доволно ти име на фирма, после името на фирмата е гуглаш, па наоѓаш други дополнителни информации за нив, па звониш во фирмата, па пробуваш да дознаеш преку нивен вебсайт
кој е тој човек, како му е името со тој што треба да се поврзаш, има некоја функција во таа фирма, така да тоа ни беше почетокот. Буквално рачна, мануелна работа за да стигнеме до листа да направиме на кои се тие компании кои што сакаме да ги таргетираме, кои се тие лица во компании кои сакаме да ги таргетираме. Денеска имаме еден куп софтвери, технологии кои што ги користиме за тоа, така да многу поедноставен процес околу тоа е, меѓутоа почетокот беше рачно. И еве, како е да се работи со компанија од Америка? Сите го сакаат тој пазар, америчкиот. Во суштина, како е да се работи? Дали бираш... Ај вака да направиме паралела. Првенствено, Македонија или Европа? Што бираш? Со какви клиенти да работиш? Не збориме за финанси, збориме за менталитет и принцип на работа. Види, менталитет и принцип на работа зависи од човекот. Тоа е нешто што сум научил. Пример, сум имал многу клиенти од Америка кои што не ми платиле фактури. Сум требал да ги бркам за наплата. Истите проблеми кои што нели се главен проблем у Македонија, тоа постои во Америка. Тоа постои во Германија, тоа постои сегде. Да, има некој закон кој што може да те заштити, меѓутоа битно е за која сума те штити тој закон. Ако е помала сума, не ти се исплати ти да бараш наплата на нешто. Така да битно е човекот со кој што работиш. Има одлични предприемачи во Македонија. Има предприемачи во Македонија од кои што треба да се пазиш, да не соработуваш со нив, меѓутоа тоа постои сегде. Не така да јас преферирам да соработувам со луѓе кои што имаат јасно дефинирани животни вредности низ кои што они ги покажуваат низ нивното работење, кои што се честни, кои што се win-win луѓе, кои што нели гледаат да двајцата во таа соработка сте успешни, не само едната страна. Така да немам конкретен одговор што конкретно би избрал. Избрав да работам на американски пазар, од причина што е многу поголем пазар, огромен е, најголемиот пазар во светот е. Можностите се неспоредливи со Македонија, па и со Европа на некој начин. Плюс партнерот ми е од таму, така да све ова што ние го правиме, он го има работено. И он е позициониран за како на тој пазар се работи конкретно ова што ние го правиме. Сега, колкави се разликите помеѓу Европа и Америка во делот на cold calling, cold email и слично? Разликата е 4 букви. GDPR. Тоа е разликата. Главната разлика е тоа. Заштита на податоци. Во Америка GDPR не постои. И јас можам да добијам телефонски број од тебе многу едноставно. Во Европа многу потешко. Во некои земји од Скандинавија праќање на cold email, каде што ти не си се претплатил да добиеш имейл од мене, може да значи казна. Во некои земји во Европа cold calling може да значи казна. Во Америка тоа е отворен пазар, каде што ти можеш да праќаш и да звониш на луѓе колку сакаш. Сега тоа се злоупотребува многу, меѓутоа од тие принципи е слободен пазар за комуникација. Кога се јавувате на некој, што е битно? Како да се поставиш? Битно е да се поставиш како авторитет во областа од која што се јавуваш, да бидеш самоуверен на начинот на кој што звучиш. Многу е битно како звучиш, станува збор за телефонски повик, пренесуваш енергија преку телефонски повик, и да имаш на ум едно нешто, дека од другата страна на слушалката е човек исто како тебе. И најлошото нешто што може да се случи на тој телефонски повик е он да ти каже дека не е заинтересиран. И толку. Тоа е најлошото нешто. Еве, има луѓе кои што се плашат цело време да бидат одбиени. Што се случува ако некој те одбие? Не е заинтересиран за твојата услуга или твојот продукт, не е важно што. Види,
луѓето, генерално, најголемиот дел од луѓе, не ги исполнуваат своите соништа, токму од стравот да бидат одбиени. Не ја работат работата која што ја сакаат, не влегуваат во врска со кого сакаат, не го имаат кругот кој што го сакаат, затоа што се плашат да бидат одбиени. Сега, кога работиш продажба, после одредено време, стануваш имун на rejection, на одбивање. Затоа што, повторно, најлошото нешто е некој ќе ти каже не. И сега, ако некој ти каже не, ти се гледаш себе и ти пак постоиш и си исти. Ништо не се сменило на тебе. И сваќаш дека, окей, ако ме одбил еден, тоа не ме одбил мене како личност, ми ја одбил идејата која што сум ја пренел. Сега, ќе затворам на втор. Ќе ме одбие и втор. Во ред, ќе затворам на трет, ќе ме одбие и трет. Четврти, пети, шести, седми, 8, 9, еден ќе каже да. Окей. Сега имам просек. Сега знам дека ако разговарам со 10 луѓе, 9 ќе ме одбијат, ама еден ќе ми каже да. И у тој момент шифтот преминува во борба со просекот. Како двајца да кажат да од 10, како тројца да кажат што треба да научам, како да развијам повеќе вештини за да бидам подобар во тоа што го правам. Дали треба да сменам некоја реченица, дали треба да сменам некој збор, дали треба негде да подзастанам кога кажувам, да намалам тоналитет, или треба да појачам тоналитет. Така да станува збор за една уметност на продажба. Ова ме подсети на Mad Men, серијата кога губат клиентот, доаѓа селс акаунтот ствари и вика изгубивме клиенти, Дон Дрейпер му вика моментот кога добиеш клиент, значи дека губиш клиент, така да биди спремен на тоа. Буквално, тоа е прекрасна серија и супер што ме подсети на ова. Да, тоа е многу добра проговорка. У моментот кога ќе го добиеш клиентот, знаеш дека си го изгубил. Прашање на време е кога. Прашање на време е кога. Не сакаме, никој не сака да губи клиенти во кој да е бизнис, меѓутоа работите се менуваат. Така да едноставно кога ќе го прифатиш тоа како факт, тогаш си посветен на други работи, за како да услугата да ја правиш подобро. Кои се потешкотиите со кои што се сретнавте како SaaS компанија? Ние не сме Не сте SaaS, туку B2B, извини. Така. Главен предизвик ни беше и ни беше долго време е луѓе. Како да најдеме луѓе иницијално во Македонија кои што ќе го работат ова што ние го правиме. Затоа што активностите на луѓето кои што најголемиот дел од луѓето кои што работат во нашата компанија е правење на cold calls. Звонење на 250 луѓе денеска во денот, правење на тоа на секојдневно ниво, каде што од 250 луѓе на кои што ќе звониш, ќе се поврзеш со 25, од кои што 20 ќе ти кажат губи се, не ми се јавува више, и само 5 ќе бидат можда заинтересирани. И наоѓање на ваков талент во Македонија е тешко. Затоа што имаме друг менталитет овде. Не сакаме да биваме одбивани. У суштина. И е многу тешко да ги најдеш тие луѓе кои што се заинтересирани за да бидат врвни во продажба. Ние немаме култура на продажба во Македонија или на Балканот. Ние на продавач гледаме како ниско ниво на професија. Па да, можеби затоа што и системите кои што претходно владееле на Балканот се повеќе работничка класа и секој што е бил продавач е бил као ово сака да ми тупне само нешто. Така да добро, комунизам бил овде, не е продажба, е капитализам, така да ние сме раснети и сме поставувани во мајндсет дека нели тоа е нешто и го имаме тоа во нас вродено, не јас ова го тренирам кај луѓе во кои што доаѓаат, као многу е битно да не се поставиш како продавач во комуникација, затоа што длабоко во нас ние имаме, не само во Македонија, сегде ова, имаме проблем со продавачи. Сакаш да купиш јакна, влегуваш у бутик,
доаѓа продавачот или продавачка од тебе, дали треба да ти помогне, ти викаш не, само гледам. А ти си влегол да купиш нешто. Меѓутоа ја имаме таа заштита во нас. Види, едноставно и јас кога одам некаде да купам нешто, не би сакал некој да ми дојде до мене цело време. А ова, слушај, ова многу добро се. Чекај, не ми решаваш проблем, сакаш да ми наметнеш нешто. И тоа е нели што е битно во продажбата. Помогни му, реши проблем, а не само е пластично да му го решиш проблемот, колку само да ја направиш продажбата. Во суштина сметам дека тоа е тоа. А како ги обучувате луѓето? Како од некоја табула раса правите добар селсмен? Така, у почетокот кога почнавме, прво ни беше тешко да најдеме луѓе кои што ќе сакаат да бидат научени. Памтам со Ендру стоевме на плоштад у Скопје, делевме флаери. Као нели, оние као што ги има Јеховини сведоци што делат флаери, ние стоевме као сакаши да збориме за продажба. И најдовме екипа, почна да доаѓаат луѓе, почна да препорачуваат пријатели нивни и кај да работи што звучи интересно. И у почетокот беше како те обучуваме. Ти даваме телефонски број, ти даваме листа, ти даваме скрипта, викаме звони. Некој ќе се снајде, некој не. Сме имале еден дечко кој што на првото нешто кога другата страна му кажа ало, дечкото се онесвести. Од страв, од стрес, не е за секого, не секој може да го прави тоа. Со тек на време, како продолживме да раснеме, у еден момент имавме 115 луѓе. Свативме дека не постои ваков талент на пазарот, каде што ние можеме да пуштиме оглас и луѓе да се пријават и ние да бираме, мораме да го креираме. И почнавме да креиравме наша обука, каде што за без пари обучувавме луѓе, најдобрите ги задржувавме кај нас. Таа обука еволуираше низ овие 8 години и денеска имаме прекрасна академија направена, која што ја пласираме на пазарот, каде што можеме да земеме некој кој што мора да има знаење англиски, тоа не е предуслов, мора да биде технолошки поткован, у смисла не треба да знае да програмира, меѓутоа треба да знае како да се логира во платформа, како да клика и каде да клика. И можеме од луѓе кои што се без искуство да направиме луѓе кои што ги имаат совладано основите за 4 недели. Ако се навистина посветени, можеме да ги направиме да бидат врвна класа за 6 до 9 месеци. А каде таа академија? Како се доаѓа? Да се контактира, да се аплицира или слично? Така, академијата ни е salesacademy.growthera.com, постои на нашиот вебсайт growthera.com. Може да не најдат на Instagram, може да не најдат на Facebook, на LinkedIn, постоиме на секаде. Ова не е нов продукт, само што го пласиравме на пазарот како едукативен продукт. Предходно академијата ја користевме исклучиво себично за наши потреби, за да можеме да креираме и да регрутираме кадар. Меѓутоа, една од работиве, една од визиите кои што ги имаме за компанијата е дека нашата мисија е да направиме разлика во животот на луѓето. И свативме дека за навистина да го правиме тоа, треба да го отвориме на пошироката јавност. Затоа што многу често имавме луѓе кои што сам работи во банка. И смачено му е да работи во банка и сака да промени кариера. Не се гледа себе си во програмирање или во дизајн или во дата аналитика. Тоа се гледа себе си нели во продажби. Сега доаѓа кај нас и вика јас сакам на тренинг. Ние викаме да, може кај нас на тренинг, ама кај нас тренингот е од 2 попладне до 10 навечер. Значи тренингот е фул тајм. Ке те платиме да те тренираме, ама ќе тренираме 10 луѓе, ќе вработиме 20. Не знае, не можеме да ти ветиме дека ти ќе бидеш најдобриот. Ако си најдобриот, сигурно ќе даеме шанса. И на многу луѓе тоа не им одговара. И исто имаш луѓе кои што имаат друг тип на бизнес. Сме имале лица кои што се програмери, кои што имаат врвни идеи, имаат направено врвни продукти, не знаат како да ги продадат. Не знаат како да најдат мусерија. Сега викаат сакам да дојдам да научам, не сакам работа. Ние викаме извини, ние само за тоа имаме академијата. И
после X такви искуства низ годините решивме, окей, го имаме ова направено како систем, ги знаеме сите работи кои што треба да ги знаеме и не сме ги научили од книга, сме ги научили од искуство. Го правиме ова на секој ден. Ќе го спакуваме во онлайн академија, каде што било кој ќе може да дојде и да учи on their own terms. Кога сака? Сакам у сабота и у недела да седнам, да слушам предавања, ги има тие предавања. Сакам да вежбам повици, можеш да вежбаш у било кое време. Склучивме партнерство со најдобриот AI roleplay софтвер, каде што правиме врвни, имаме креирано врвни симулации, каде што луѓето преку вежбање со AI на cold calling стануваат, не можам да ти објаснам колку побрзо, колку подобри. Чека, фактички му си јавуваат на AI-от и му продаваат? Да. И тој ги одбил? Да. Тоа е јако. Да, имаме таков софтвер кој што кошта сериозна сума на пари. И имаме направено симулации внатре, значи имаме почетно ниво, имаме направено геймификација на самиот cold call. Као ти си почетник, прво почнуваш на easy mode. Треба да стигнеш тука до некој ниво за да ти се отклучи појакиот мод. А појакиот и на крај последниот се вика European style route, каде што тој што ти се јавува AI-от од друга страна, буквално се кара со тебе на повик и сика ти треба да бидеш во ситуација каде тоа ќе го превртиш во комуникацијата, за да можеш да го победиш и него, не главниот бос во видеоиграта, и на крај добиваш сертификат. Од нас, Growthera, и од Hyperbound, кој што ни е партнерот за roleplay. Така да лицата кои што ќе поминат низ нашата академија ќе имаат сертификати не само од нас, него и од врвни софтверски компании во нашата индустрија. А од кога би можеле да ја очекуваме да биде во функција, потполна функција за сите што се заинтересирани? Академијата е веќе во функција, веќе неколку недели, 3 март 2025 ја пласиравме на пазарот, отворена е, имаме бесплатен модул каде што кој сака може да влезе, да се регистрира, да види како изгледа програмата, како е структуриран курсот, што све они ќе научат во курсот и првиот модул ни е основи на tech sales, основи на овој тип на продажба кој што го правиме, како настанал, зошто е битен и зошто функцијата на Sales Development Representative, SDR, е во такво големо побарување на пазарот. Една од најбараните позиции, без разлика на дали е добро или лошо во економијата, секогаш е продажба. Затоа што ништо не се случува ако некој нешто не продаде на некого. Сега вие имате околу 70 вработени, така? Така. Кои што не се само од Македонија. Да. Како ги селектирате? Како ги одбирате? За функцијата на Sales Development Representative имаме академијава. Тоа ни беше наш интерен продукт, каде што имаме процес на селекција. У суштина, Како ја наоѓаат луѓето, тоа ми е муабетот, или аплицираат некаде, фриленсери наоѓате? имаме маркетинг тим. Добро. Маркетинг тимот пушта реклами на пазарите на кои што функционираме: Македонија, Србија, Босна и Херцеговина, Албанија, Косово. Луѓето ги гледаат тие реклами, аплицираат кај нас, ние после тоа вршиме процес на селекција и ги бираме тие кои што се најдобри. Ги бираме на основа на какви комуникацијски вештини имаат, колку чисто зборат англиски, дали може да се снајдат на компјутер за некои едноставни таскови. После тоа, пример, 60 луѓе ќе аплицираат, ова се некои просеци, 10 ќе избереме на пробен месец работа кај нас, од тие 10 ќе вработиме 20. Значи сепак имаме сериозен процес на Систем. селекција и систем, затоа што работиме со врвни компании на американски пазар, работиме со компании кои што котираат на берза. Мораме да се осигураме дека талентот кој што го имаме е врвна класа. Затоа што све друго е небитно. А што се случи, преска напоменавме сегмент со пропаѓањето на Silicon Valley банката? Тоа беше едно многу страшно искуство за нас као компанија. Затоа што имавме огромна експансија за време на COVID. Затоа што ние сме по дефолт ремоут во Америка, нели работиме од друга држава, така да
и ремоут стана нормална ствар и фативме еден куп клиенти. У еден момент бевме 115 SDRs. 115 луѓе кои што прават побици имавме. Имавме луѓе од Грузија, од Таџикистан, од не знам, од Како се справија тие со англискиот? Не, супер, окей, зборат луѓе во англиски сегде. Меѓутоа у еден момент не знаевме кој е на работа, кој немавме системи направени за да имаме таков. Одеднаш експлодиравме. Имавме 450% раст од година. И имавме као многу големи онака скейлинг проблеми што ги викаат, што се добри проблеми. Многу е добро да, пошто кога да се навратам, кога сваќаш дека као може да ти пропадне бизнисот, а овој у другиот викаш и тоа е проблем, а у другиот проблем е што многу брзо расне, као секогаш ќе го изберам вториот проблем. Нека расне брзо, да, па ќе се снајдеме. И најголемиот дел од клиентите ни беа технолошки компании, софтверски компании кои што нудат различни софтверски решенија, кои што се од Silicon Valley и тој екосистем. И стигнуваме во 2023 март. Не знам дали некој се сеќава на ова, меѓутоа има во Америка имаше банка, Silicon Valley Bank, која што пропадна преку ноќ. Во Америка, во Америка пропаѓа банка преку ноќ. И ние во период од 2,5 недели, 3, не цели 3 недели, да кажеме, ние изгубивме 80% од бизнисот. Затоа што доминантно компаниите ни се во тој екосистем, дали биле клиенти на таа банка или биле поврзани со таа банка или на некој начин, плюс се создава паника дека крахира целиот систем, пошто не беше само таа банка, после пропадна и уште една, па мораа да реагираат за да ја средат ситуацијата. И тоа на нас ни отвори онака као некоја нова перспектива дека окей, можеби треба да размислуваме и за други индустрии, не мора да бидеме само во технологија. Сега, денеска, имаме компании кои што се софтверски компании, меѓутоа тоа се компании кои што имаат платформи, немаат софтвер as a сервис у суштина. Имаме голем сегмент на клиенти во индустријска механизација, работиме со Mitsubishi, со некои такви компании кои што продаваат системи за автоматизација на производство, за автоматизација на работа во магазини, за поставување на електрични инсталации и слични работи. Како, дали тоа влијаеше на вработените, дали тогаш се намали тимот? Што се случи од финансиска гледна точка со вас? Освен што влијаеше 80%, нели? Така. Едно од што преземавте? Како се справивте со тој момент? Како се менаџира? Една многу битна работа во бизнес е да се спремаш за такви моменти. Секогаш доаѓа. Зимата секогаш доаѓа. Има 4 годишни времења, зимата е едно од нив. Секогаш ќе дојде. Дали е тоа зима у приватен живот, дали е тоа зима на професионален живот, во зимата е тешко. И треба да си спремен за во зима, треба да имаш зимница, така да една од работиве која што ги правиме и ги правевме и тоа е начин на кој што се води бизнес, е каде што ти имаш кеш, капитал, кој што е emergency, кој што се користи за итни, тоа не се пари кои што ти ги имаш на располагање за да ги трошиш за било што, тоа е за ситуации како вакви, за црни денови, да. И го имавме тоа и со помош на тоа успеавме да поминеме, не отпуштивме ни еден човек. Ни едно лице не отпуштивме, ги задржавме сите затоа што знаевме дека тоа што го имаме креирано е вредно. Имаме прекрасен тим на луѓе, врвни во тоа што го прават и знаевме дека со таков тим ние многу брзо ќе се вративме. Ми се вративме, ни треба 6 месеци, меѓутоа се вративме на ниво на кое што бевме и после тоа надминавме уште многу. Да се фатиме малце за едукацијата. Ти претходно напомена дека читаш книги. Што читаш од литература? Какви книги
нешто да ни препорачаш, нешто што ставил впечаток на тебе? Така, доминантно читам бизнис литература, читам литература за личен развој, читам и фикција, кога ќе сакам да се опуштам. Книгата ми е некако многу поинтересна него филм, затоа што ја можам да си го направам филмот кај мене во глава, за тоа што го читам. Има една многу интересна поговорка. И вика, единствено потажно од тоа да не знаеш да читаш и да знаеш да читаш, а да не читаш. Затоа што, пример, најуспешните луѓе во било која област имаат напишано своја автобиографија или има напишано биографија за нив. И сега ти имаш можност, таква уникатна можност, ти како Петар, да седнеш и да разговараш со Ричард Бренсон, кој што е титан во бизнисот. Има, не знам, 500-600 компании направено, чуда во било која индустрија. И он има 2 книги издати. И ти можеш да ги купиш тие книги од Тинекс, у било која книжара. И да прочиташ и да разговараш и да дознаеш за како тој човек го направил тоа што го направил, за да стигне до тоа ниво на кое што стигнал. И онда најголемите луѓето ќе изберат да не го направат тоа. Во суштина. А сето знаење е веќе таму, веќе постои. Зашто и да те интересира? Те интересира како подобро да се храниш, има книги за тоа. Те интересира како подобро да зборуваш, има книги за тоа. Како подобро да мислиш, има книги за тоа. Спиритуалност, што и да ти треба, што и да те интересира, која тема. И бираш тема и онда наоѓаш книги кои што се на таа тема и ја изучуваш темата додека да стигнеш до некое солидно знаење околу дадена проблематика. А како стоиш со моментот дека тој што ја пишувал книгата се наоѓа, пример, ајде, од сега целиот муавет ни Америка, тој пазар се наоѓа во Америка, поголем пазар, повеќе можности и слично, некој е во Македонија и кога би ја читал книгата би си кажал, чекај малце, па тоа е во Америка, таму тоа и тоа се случува овде не, како што напоменавме и преска со заштита на правата или на за контактирање и слично. GDPR-от. Што мислиш, како стоиш со тоа? Со тоа стојам и ова е исто една концепција која што јас сметам дека луѓето имаат. Интернетот го отвори светот. Јас живеам во Македонија. Тука сум секој ден. Работам во Америка. Интернетот ми дава можност да бидам каде сакам, да започнам компанија каде сакам. Имаме во Македонија, од Македонија, лица кои што живеат во Македонија, имаат направено фирма, не ми сега текнува името на компанијата, каде што они на тебе ти помагаат да отвориш фирма во Америка. Посредници. Да. Имаат платформа направена. Не се во Америка, тука се. Така да интернетот ти овозможува на тебе Native. да... Не, Native Team се нешто друго, не знам како се викаше компанија. Не можам сега да се текнам, да се сетам, ќе погледнеме после ќе ти дадам препорака, може и да ги исконтактираш. Мислам дека ќе е битно на твојот подкаст да луѓето чујат дека постои такво нешто. Значи од Македонија. Посебно дека се од Македонија. Да, од Македонија се имаат направено платформа каде што они преку нивната платформа, преку нивниот систем ти помагаат да отвориш компанија во Америка, пример. Можеш да отвориш било каде. Така да физичката локација е поместена, не е веќе толку валидна со тоа што интернетот ти дава можност. Што би ги советувал младите кои што сакаат да отвараат фирми? Или сепак не мора да значи дека мора секој да има своја фирма, може би сака да напредува во работата, да се едуцира и слично. Личен развој. Најбитниот совет е да работат понапорно на себе, отколку на што и да е тоа што го работат. У смисла, да се надоградуваат со вештини, да се надоградуваат со мајндсет, да се надградуваат со спиритуалност, со добра исхрана, со физичка активност, бидејќи све што се случува во твојот живот е резултат на
тоа што си ти, на тоа кој си. Така да колку понапорно работиш на самиот себе, толку све околу тебе станува подобро. Дали е тоа бизнес, дали е тоа кариера, не мора секој да биде во бизнес. Има луѓе кои што не сакаат и не треба да бидат во бизнес. Има луѓе кои што градат врвни кариери, работејќи во други фирми. И тоа е сосема во ред, така да тоа е мојот совет. Градете вештини. И како да се справат со стресот Како да се справат со стресот? во бизнисот? Оние кои што имат своји бизниси, имаат проблеми со позиции на работа и слично. Што би ги советувал ти, бидејќи ти си бил во такви ситуации каде што требало да се избориш со самото тоа? Најдобар начин за да се справуваш со стресот е физичка активност. И ова не е моја мислење, ова е научно докажано, не сум га измислил ова. И таа физичка активност, секојдневна, конзистентна, ти помага на тебе, од физичка перспектива да го трпиш стресот, затоа што ти зајакнува организмот сам по себе, меѓутоа ти помага и од психолошки аспект. Затоа што ти кога ќе излезеш да трчаш или да во теретана или на што и да е, не е битно. Као ти имаш тој половина сат, 45 минути, сат, 2, колку и да се. Ти си заштитен и ти си фокусиран само на едно нешто, значи не мислиш на други работи. И плюс тоа ти помага да создадеш дисциплина. Дисциплината сама по себе е вештина која што е многу битна за успех во било која поле. Така да тоа е нешто кое што го имам јас видено како нешто што влијае на стресот и грижата за себе. Физичката активност е грижа за себе, меѓутоа има и други начини на кои што се грижиш за себе. Што јадеш? Каков е твојот план на исхрана? Дали спиеш доволно? Едно сега по последно време сум опседнат со тоа колку добро спием. Имам сат кој што ми мери спиење. Од колку до колку часот спиеш? Од колку до колку часот спием, па кој ми е скорот. Па како ако се напијам чаша вино, како тоа влијае? И колку часа на ден практикуваш да спиеш? Па практикувам да спијам 6,5-7, треба да спијам 8. Меѓутоа претходно не сум размислувал на тоа. Зошто? Па не знам. Не знам зашто не сум го сваќал спиењето како битна ставка. Викам као не треба да спием, можам да функционирам. Сваќам дека не можеш да функционираш ако не спиеш. И сваќам дека многу подобро функционираш кога си наспиен, кога си одморен, кога си со бистра. Дали практикуваш, сега да ти работиш со амерички базар, но дали сметаш дека е добра онаа попладневна дремка? Тој неп од половина час, 15 минути, саат време, зависи. Мислам дека е добра, немам луксузот да ја практикувам. Работното време е од 2 попладне, македонско, до 10-11 навечер. Така да, меѓутоа кога имам потреба, знам да подобро да направам пауза, полосат да направам таа дремка, наместо да продолжам низ денот кај што сум непродуктивен, летаргичен, нема поента. Сега сме веќе некаде пред самиот крај, па добро е да напоменеме, младите креатори или општо луѓето немаат некоја едукација за селс, за продажба. Спомена и академијата. Како може да се дојде до академијата? Како да аплицираме? Споменавме претходно на вашата веб страна и слично, но што се случува? Аплицираме, за кого е, како е, што да очекуваме од таму? Така, академијата која што имаме е наменета за луѓе кои што сакаат да почнат кариера, интернационална кариера во продажба. Каде што ние Значи зборуваме интернационално. Интернационално. Може да го работи тоа и во Македонија, мислам универзални вештини се,
меѓутоа пред се е наменета за интернационална кариера во продажба преку позицијата на Sales Development Representative SDR, тоа е entry level role во sales, во продажба. Наменета е за млади луѓе кои што студираат нешто кое што можеби не ги исполнуваат, и ми спомна дека нели си студирал еден семестар нецел. Ова е можно за такви луѓе, ова е можно за луѓе кои што активно студираат нешто, па сакаат да создадат дополнителна вештина. Ова е за луѓе кои што веќе имаат кариера која што не ги исполнува, каде што не гледаат просперитет, каде што не гледаат подобрување, кои што сакаат да сменат кариера. Многу е тешко да станеш програмер на 35-40 години. Многу е полесно да станеш и да креираш интернационална кариера во продажба. Ти требаат комуникацијски вештини кои што со тек на време секако си ги развил. Ние луѓето продаваме на дневна основа, ние сме постојано во продажба. Си продаваме идеи, си продаваме филозофии. Децата се најдобри продавачи кои што постојат, значи они ако сакаат нешто да се случи, како ќе ти продадат за да го направиш тоа. Имам син кој што го гледам тоа кај него. Така да публиката која што може да има огромен бенефит од нашата академија е доста широка. Значи, луѓе кои што сакаат кариера во продажба, не ти е потребно никаков посебен бекграунд за да имаш придобивки од нашата академија. Све што треба да знаеш и мора да знаеш е англиски. Академијата е на англиски јазик. Ние сме американска компанија, работиме на американски пазар и треба да си технолошки писмен за да можеш да се снајдеш, мада мислам дека во денешно време тоа е, ако знаеш да се логираш на Facebook и да направиш профил, сигурно си технолошки писмен. Дали имаме некоја сабскрипција, нешто? Така, се плаќа еднаш, one time fee. Имаме промоција која што моментално трае, кај што имаме 30% попуст на нашата академија. Со завршување на академијата се добива сертификат од нашата компанија, се добива сертификат и од други компании кои што се наши партнери за усовршување на одредени вештини кои што се поврзани со нивните платформи. Најдобрите во тие академии ќе имаат шанса директно да бидат вработени во нашата компанија. За другите кои што ќе ја завршат академијата, пошто морам да напоменам дека ние очекуваме дека голем број од луѓе во кои што ќе ја започнат нема да ја завршат академијата. Тоа го знаеме затоа што сигурно и ти си можеби да имал такво искуство и сигурно твоите слушатели и гледачи дека колку пати сме купиле курс па сме на 10% сме застанали, сме го оставили. Така да луѓето кои што ќе се посветат, кои што ќе ја завршат нашата академија, покрај тоа тие најдобрите ќе имаат шанса да работат кај нас, меѓутоа за другите веќе креираме системи, платформа каде што компании кои што во Америка, во Европа, на кои што нашите услуги можеби не им се потребни, меѓутоа бараат лице, бараат човек кој што е истрениран, кој што е обучен да ја постигнува таа функција, ќе доаѓаат кај нас и ќе ни бараат талент и ние ќе викаме окей, Петар има завршено академија кај нас, неговата оценка е 92 од 100, има сертификат во cold calling, има сертификат во lead generation, има сертификат во cold email. Петар умеѓувреме во еден од модулите е обучен за како да се постави на интервју, какви прашања да постави на интервју, како професионално да изгледа, како да натера некого да му даде работа, и ние ја спојуваме таа компанија со Петар, каде што ти си работиш директно со таа компанија надвор од Гротера. Ке имаме и луѓе кои што ќе бидат и во Гротера. Така. А по завршувањето на академијата, дали ќе може да се гледаат курсевите по тоа? Да. Лицето, корисникот има пристап до академијата во период од една година. Софтверот кој што е за cold calling, за симулации за cold calling, лицето има пристап само еден месец. Многу е битно во тој еден месец откако ќе го активира, сам си го активира кога му почнува претплатата во тој софтвер, многу е битно во тој еден месец да помине ни сите тие симулации за да може да го земе сертификатот од Hyperbound. Каде што имаш сертификат дека си спремен да работиш cold calling.
Многу чудно беше тоа у почетокот кога го гледавме, бидејќи ја имав некоја верзија, викам, абе не е исто, нели како кога разговараш со вистинско, со живо лице на телефон и кога разговараш со AI бот. Меѓутоа е лудо. И филозофијата, уствари, кога ќе размислувам, за некој да стане пилот, он прво се учи на симулатор. Симулација, да. А кога ќе помине неколку нивоа на симулација, кога ќе мастерира, тогаш го ставаат на вистина да вози авион. Исто и за cold call. Значи имаме таква симулација направена во самата академија внатре, каде што луѓето буквално од нула, од почетници, стигнуваат до високо ниво на вештини во како да се снајдат во било која ситуација. Како ако некој ти каже не сум заинтересиран, што да му кажеш. Значи ќе ги имаат тие X како скрипти и ќе ги имаат тие ситуации да ги хендлаат во немам буџет, не сум заинтересиран, од каде го најде мојот број, зошто ме бараш мене, и некои такви прашања, како да ги хендлаат тие ситуации кои што се real life ситуации. Ние, нели, ги знаеме тие ситуации, тие сценарија сме ги креирале на основа на милиони телефонски повици кои што ние ги правиме од година во година. По завршувањето на академијата и пронаѓањето на работа, колку би требало да очекуваат луѓето дека ќе заработуваат месечно? Така. Основната плата за оваа позиција се движи од 800 до 2000 долари, збориме за долари. Бонусите знаат да бидат исто до 2-3 долари плюс на месечно ниво. Така да луѓе кои што се навистина посветени на ова што го правиме, можат да заработуваат сериозна сума на пари за македонски услови. Работејќи од дома, работејќи работа која што не е многу стресна е, не можам да кажам не е, меѓутоа не е многу стресна, не е како што постојат други работи. И може да изградат една прекрасна кариера, бидејќи позицијата за која што ние ги тренираме е првата позиција во продажба, каде што ти правиш cold calling и ти закажуваш состаноци. Од тука кариерата може да се движи во многу различни насоки, се уште во продажба. Можеш да станеш account executive. Тоа е лицето кое што ги зима повиците, каде што имаш други вештини. Ки имаме и ки имаме и курс за тоа. Можеш да станеш client success manager, CSM, каде што веќе ти работиш со веќе постоечки клиенти, каде што треба да имаш вештини за како да ги одржуваш тие релации, како да правиш upsell, како да правиш cross-sell. Можеш да бидеш менаџер, да менаџираш тим на SDR менаџери. Со тек на време можеш да бидеш директор за продажба, vice president, VP of sales, chief revenue officer, значи има скалила во продажба кои што постојат као кариерен пат. Ова е нешто кое што секој може да го дознае. Во нашата академија ова е дел од првиот модул. За што после, како изгледа оваа работа и што можам откако ќе го усовршам ова да раснам кариерно, бидејќи има на луѓето едно нешто што сум го научил после вработување на стотици луѓе е 99% од луѓето се мотивирани од прогрес и од раст. Сите мислиме дека сме мотивирани од пари, меѓутоа не можам да ти кажам колку пати сум имал ситуации каде што нели кога некој аплицира за работа, посебно за менаџерски позиции, сега прашувам нели на CV-а кое е движењето. И вика, работев во многу добра фирма, ама друга фирма дојде ми понуди 15% повише, заминав кај нив и сфатив дека не е све у парите и си заминав после 3 месеци. Пошто немам простор за раст, културата е за никаде. Така да на луѓето многу им е битно да има тој простор за раст, да има тој простор за развој. А продажба како професија тоа ти го овозможува. Можеш да почнеш како SDR и можеш да стигнеш до врвни позиции и да работиш со врвни компании. Имаме голем број на луѓе кои што поминале низ нашите тренинзи, работеле во нашава компанија, кои што денеска работат во врвни софтверски компании. Баш пријеске се нели сретнавме со Светлана, каде што еден дечко кој што работеше кај нас, Evo Pixel, има
лица во различни други компании, кои што не во Македонија, збориме за компании од Сан Франциско, за компании од Америка кои што работат и градат успешни кариери. Така. А сега, може би јас се сум многу информиран, но дали вие сте првата академија која што има AI бот на тој начин имплементирано? Само уште една друга во светот постои. Не, зборам во светот, јас сметам за уште Македонија. една постои во светот. Има уште една друга академија која што постои во светот, се вика P Club. Фаундерот е Крис Орлоп, врвен лик во нашата индустрија. И ние, толку. Тоа е тоа. Со AI Да. имплементиран. Да. Што значи сосема ново искуство. Да, ова е врвна технологија, мислам, долго време јас не е, мислам, нова технологија, не е ова нешто што постои кој знае колку и станува се подобро и подобро. Ти викам, у почетокот бев многу скептик, како може? Меѓутоа, сега кога веќе и ние на нас ни требаше време, види, ние оваа технологија ја купивме во септември. 24-та. 24-та, септември 24-та ја купив. 6 месеци ни требаше на нас за да ние можеме све ова да го спакуваме, да го направиме да биде врвен продукт за луѓето кои и плюс имаме поставено таква цена каде што сме супер компетитивни споредено со све друго што постои на пазарот од смисла на едукативни производи, бидејќи повторно целта, нашата цел на компанијата, мисијата на нашата компанија е да направиме разлика во животот на луѓето. Јас на тебе, ако ти дадам вештини, ако ти дадам начин за како ти да изградиш нешто, јас сум успешен во тоа што го правам. Како, например, на мене некој што ми дал шанса, кога дошол Ендрю и ме научил ова да го правам, јас сега сакам тоа да го пренесам на X други луѓе, кои што можеби не сакаат да работат во мојата компанија. Меѓутоа им треба вештина каде што седнал дома, направил софтвер и сега сака да најде муштери за тој софтвер. Ке дојдеш, ке научиш како да се јавиш во компанија, како да се представиш, како да направиш твоја скрипта, како да напишеш твој имејл, кои технологии да ги користиш, како да ги користиш за да направиш листа на компании, листа на лица, како да пристапиш кон нив на LinkedIn, како твојот LinkedIn да го оптимизираш за ако некој дојде на твојот LinkedIn профил да каже ова е лице кое што има кредибилитет, авторитет, има вакво искуство, има вакви case studies, има. Така да све тоа што го сега зборам го имаме спакувано во курс кој што за еден месец било кој може да го помине со по неколку часа активност на дневно ниво. Така. Дарко, ти благодарам што беше гостин во овој подкаст. Ни даде само дополнителна тежина кога ќе го некој види овој подкаст. И всушност, секако со секој гостин договараме веќе и втора епизода, затоа што имаме некоја идеја за натаму. Те очекувам повторно овде, да ни кажеш како поминала и академијата, некои нови искуства, како AI од сега функционира, па донеси го и него, нека дојде овде со нас. Се надевам дека ти беше пријатно овде и дека си помине и ти убаво. Па ако сакаш нешто друго да ни кажеш, слободно повели. Фала ти на можноста да бидам овде. Една од работиве која што мислам дека е многу битна за твојата публика е вештината која што ја учиме на академијата, е вештината која што ја практикувам за било што во животот. Значи, јас самиот си направив листа на подкасти на кои што сакам да бидам гостин и пишав, те контактирав, дали може. Најлошото нешто што можеше да се случи ми кажеш не. Меѓутоа ми е драго што се сретнавме, ми е драго што се запознавме. Се надевам дека ќе го продолжиш овој подкаст. Петар, мислам дека е многу битно да има нешто вакво на сцената. И ќе ми биде драго пак да бидам гостин. И ќе го донесам и AI. Биска сте отворен секој за предприемачи или луѓе кои што нешто прават од овде, од Македонија, па макар и да не живеат веќе овде, сепак секој искуство е добре дојдено, не само за мене, туку и за публиката која што ја гледа подкастот. Од секој има што да се научи, така да
секој што сака слободно контактирајте ме, нема проблем, само ќе се договориме кој, како, што, зошто и кога. Ви благодарам и на вас што ја гледавте оваа епизода и се гледам во наредна епизода. Пријатно!